Добар ден. Јас сум Дарко од Автомедија. Дојдов по автомобил Сузуки, затоа што слушнав дека поминуваат одлично на тестовите за издржливост, се покажуваат одлично со квалитетот на изработка. И тоа е одлика на добро конструираните и осмислени автомобили, да се чувствуваш дека го знаеш автомобилот после само неколку стотини поминати метри. Нормално, тоа што е својствено и за марката Сузуки е благиот хибриден погон. Сега се покажува често гаснење и стартување на моторот во градски сообраќај се покажува предноста на системот со стартер генератор, кој што е поврзан со ремен со коленасото вратило, кој што го стартува практично моторот. Тивко, без вибрации и безшумно стартување. Многу е попријатно, голема разлика во споредба со старите модели, кои што со првите генерации автомобили со старт-стоп систем, кога пречеше честото стартување и гаснење на моторот при возење во град, меѓутоа главно поради тоа што беше проследено со звук, со вообичаениот звук на стартување и нормално имаме тркачи низ град кои што се нетрпеливи. Овој S-Cross има поминато околу 15.000-16.000 километри. Меѓутоа, тоа одговара, да речеме, на двојно поголема километража од онаа која што би се извозила. И тоа е препознатливо за Сузуки, лесната управливост, чувството дека се работи за лесно и управливо возило, пријатно за возење во градското секојдневие. Затоа луѓе и се решаваат за модел на Сузуки. По една година некои автомобили веќе почнуваат да произведуваат извоци кои што укажуваат на траги од користење, меѓутоа овде нема не се слуша ниту едно крцкање, тропање, тресење или каков и да е звук кој што би укажал на тоа дека автомобилот веќе има поминато речиси 16.000 километри. И тоа е квалитетна изработка. Значи, може би Сузуки нема некои премногу драматични интериери или футуристички изгледи на стил. Меѓутоа, во поглед на квалитетот на изработката е безпрекорен. Потрошувачката е 7,8 литри, значи со таа потрошувачка е презен автомобилот и тоа е одличен податок, имајќи предвид дека е претходно возен во градски услови и е мощна и реална потрошувачка. Може би со нешто поголемо внимание да се постигне и пониска потрошувачка за 1 литар, тоа ќе се покаже понатаму. Пријатно е возењето, значи може само да замислите како изгледа кога човек кој што доаѓа од пат, значи од долг пат, има договорено возило и сега треба да седне во тоа возило и да отпатува, да извози некаде каде што не знае како да дојде до местото и воопшто му е непозната средина и може да замислите како би изгледало кога автомобилот во тој случај би имал некој свој
бубачки, например, некои посебности за ракување или би бил гласен за возење, тврд за возење, непријатна средина. Ето, веќе стартуваше, нема никакво брмчење, шкрипење или какви да е звуци кои што беа својствени за старите генерации модели. Моќно повлекува, значи. И на крајот тоа што е добро во услови на користење како рентака, значи кога човек сака да се чувствува како во автомобил што го познава, со кој што е лесно секојдневието, нема дополнителни, значи, потешкоти или проблеми да му прави автомобилот. Значи, истото тоа е предност и во возачкото секојдневие, како приватен автомобил. Тоа се предности кои што Сузуки ги нуди како марка воопшто и ги почитува во сите своји модели. И автоматскиот менувач е големо олеснување и меѓу другото секако дека влијае и за трајноста на моторот, на погонската спрега, затоа што тоа е стара докажано правило. И за разлика од високите големи SUV теренци со кои што забележувате колку широко ги фаќаат возачите кои што немаат баш представа за габаритите на своето возило. S-Cross во тој поглед е компактен, прегледен, значи се седи повисоко, меѓутоа не се губи прегледност. Половина од тротоарот не се гледа во високите SUV и тоа може да се забележи многу лесно на улица. Поставно пробајте да забележите, да следите како некој SUV огромен, 5 метарски, како фаќа лак широко околу кога скршнува на улица, на крстосница. И во правец на Свети Пантелеймон по ова криволесто патче, тесно патче, непрегледно, иако условно е непознат автомобилов, лесно се проценуваат габаритите, димензиите, способностите, моќноста. Значи сето тоа што прави човек да се чувствува пријатно кога ќе седне во автомобил што не е негов собствен туѓ автомобил. Ова е врвната изведба на S-Cross со поглед на сите тркала, со високо ниво на опременост и зимските услови на возење не се никаков предизвик за него. Тоа е бирачот за програми на возење. Покрај тоа што има поглед на сите тркала и сега е во автоматски модус, има и спортски модус. Значи се менуваат нештата уште малку и го задржува преносот малку подолго. Возењето е релаксирачко, меѓу другото и поради тоа што се работи за поглед на сите тркала и способен поглед на сите тркала. Сузуки колку што е специјалист за помалите класи возила, толку е специјалист и за поглед на сите тркала. Значи има 3 варијанти. Тука е најпатувачката варијанта. Значи за разлика од Jimny каде што е про изведба и тоа е со сите можни диференцијали, блокади. Во најновата статистика на германски ТУВ, која што води детален преглед за тоа колку автомобилските марки и модели
се отпорни на дефекти и каква е нивната издржливост во повеќе категории на старост, значи почнувајќи од автомобили кои што имаат 2 или 3 години во експлоатација, до категорија на автомобили кои што се стари 12 и 13 години. Сузуки се издвојува како една од марките која што се докажува со издржливост. И тоа што уште се забележува е подеднакво рангирањето на сите модели. Во најстарата категорија на ТУВ, на возила стари 12 и 13 години, Suzuki SX4 пред две генерации со издржливоста е споредлив со Mercedes GLK, BMW X3, Volkswagen Touran и Tiguan. SX4 просечно има по 119.000 км, кај само 27,5% од возилата се утврдени недостатоци. Овој Suzuki S-Cross е од возниот парк на агенцијата за рентакар Enterprise и има поминато релативно мала километража и е поново возил во возниот парк. Старо е некаде околу една година, нешто повеќе од една година, има поминато 16.000 километри. Меѓутоа, и тоа е доволен период за да се стекне впечаток во квалитетот на изработката, во издржливоста, во трагите кои што ги оставиле или не ги оставиле секојдневните услови на користење. Техничарите на ТУВ посочуваат дека кај моделот од 2006 до 2014 година е чувствителна турбината кај дизелите и дека филтерот за честички чад брзо се заситува. Кај изведбите со поглед на сите тркала брзо се аби спојката. При избор на најстариот модел треба добро да се проверат супирачките и подвозјето. Постои правило дека автомобилите кои што се користат во услови на рентакар се изложени на двојно повисоко оптоварување во секојдневието во споредба со автомобил кој што е во приватна сопственост и е семеен автомобил, да речеме. И затоа овие една година старост на S-Cross и околу 16.000 километри одговараат на двојно повеќе, значи на 2 или 3 години или 30-40.000 поминати километри. Enterprise го обновува својот возен парк на период од 4 до 5 години. И тоа доволно укажува на колку повисоки оптоварувања се изложени автомобилите во услови на користење на рентакар. Тука одвај дека може да се забележи дека има некаква трага на каросеријата од користењето. Одвај 2 или 3 места има на кои што има удари од камчиња. Меѓутоа, тоа е се што може да се забележи. Ниту има некакви траги на пластиката од гребаници, значи отпорна пластика, не е тоа ефтина пластика. Исто и овие лакирани површини изгледаат како кај автомобил кој што туку е изваден од салон. Може би има гребаница на тркалата, некој не внимавал и тоа меѓу другото кажува на какви услови е изложено. Автомобилите доаѓаат на тест со неколку стотини поминати километри, најмногу 1000 или 2000 километри. Меѓутоа, вистинскиот суд за тоа колку некој автомобил е изработен квалитетно и колку е отпорен на траги од користење во секојдневието, добиваме во ова единствена можност. Рече си е во салонска изведба. Како да е што туку извадено од салон. Има оштетувања, например, има траги, не се тоа оштетување, има траги во каросеријата, например, длабнување тука, кое што веројатно дошло од некој контакт. При паркирање или можеби и нечија друга вина. Меѓутоа,
Ниту на пластика има некакви траги од користење од камчиња, од гребаници, ниту пак долу. Тоа е целосно отсуство на тие траги, кои што може да бидат непријатни, неубави. При конструирањето на автомобилот и при тестирањето се проверува како се однесуваат материјалите, се користат податоци од искуствени податоци и Сузуки во тој поглед се покажува како марка која што има искуство со теренските возила или возилата кои што се користат во услови надвор од булевари и градски услови на користење. Сите овие пластики, ретровизорите, кваките, лајсните на прозорците, лакот. Сето тоа е промислено, сето тоа е направено за да трае, со увид во вистинските оптоварувања кои што ги има. Уште повпечатлив е пласманот на Витара и SX4 од претходната генерација, меѓу возилата што имаат најмалку траги од користење по 2 до 3 години и поминати 30.000 километри. Само кај околу 3% од возилата се утврдени недостатоци. За споредба, најлошите модели во оваа старосна категорија имаат 3 пати повеќе недостатоци по само 2 до 3 години. Одушевува колку Suzuki S-Cross има задржано од првобитната вредност, од првичната вредност. И токму тоа е интересот, тоа е барањето на рентакар компаниите кои што после одреден период треба да ги отуѓат возилата. Затоа што понатаму стануваат неисплатливи за одржување, сервисирање и секако треба да бидат и атрактивни за клиентите. Од друга страна, станува збор за автомобил што е достапен за одржување, кој што нема превисоки трошоци, тоа е техника која што е проверена во основата, моторот, оските, менувачот, издувот, амортизацијата, сето тоа потекнува во најголем дел од Витара, која што е докажана и која што има квалитетна техника. Овој Suzuki S-Cross навистина не остава впечаток дека се работи за рентакар возила. Надвор има неколку траги од користење, значи може би некоја гребаница од камче, а може би и не било толку ситно камче, меѓутоа тоа се случува во секојдневието. И може би некоја гребаница на тркалото, едно взлабнување во браникот, меѓутоа никакви други траги нема на каросеријата, на пластиката, на ретровизорите, на рачките на вратите, на лајсните или воопшто на лакот, кои што би укажале на тоа дека е возило што било изложено на, односно е изложено и ќе биде изложено во наредните 4 до 5 години, ќе биде изложено на услови на користење во рентакар. Надворешноста е таа. Таму каде што повеќе се очекува да има траги од користење, тоа е внатрешноста. Багажникот, например. Често пати се случува да биде вградена ефтина пластика и оттоварање багаж, куфери, секако рентакар, да останат траги во багажникот кои што се непријатни и не се отстрануваат меѓу другото. Тука се гледа колку е внимавано на изборот на материјалите и во багажникот. Апсолутно никакви траги од користење. Практичноста на Suzuki е докажана и потврдена. Практичноста на Suzuki е докажана доблест. И целата вистина се покажува во внатрешноста. Дали ова изгледа како автомобил кој што поминал веројатно 100 корисници, бил во најразлични услови на користење во изминативе нешто повеќе од 1 година, никакви траги, ниту на воланот, ниту на седиштата, најмалку на педалите.
Ништо. Тоа е квалитетот на изработка. Рачката на менувачот. Истото. Рачната со пирачка. Ниту еден траг. И сето тоа е знак за вниманието што го посветува Сузуки во изборот на материјалите. Можеби некоја друга марка ќе направи кокпитот да изгледа поимпресивно, можеби помодерно со некои детали, фенси детали или како и да се нарекуваат. Меѓутоа, Сузуки во тој контекст останува поприземен и со право останува поприземен. Ако нешто треба да биде лесно и едноставно за користење и практично во секојдневието, тогаш нека биде такво. Можеби во некоја друга марка внимаваат повеќе на дизајнот, на некој стил, на модерен печат. Меѓутоа, Сузуки очигледно им придава значење на трајните вредности. На трајноста, на лесното користење, на издржливоста и на тоа што е докажано. Тука се е познато. И оваа состојба во која што се наоѓа овој Сузуки S-Cross само докажува дека Сузуки е во право со тоа што го прави. И ова е чувствително подрачје. Секој знае како изгледа овој дел во својот автомобил. Тука е безпрекорно. Тоа е вниманието на Сузуки. Enterprise избрале возило со мощна висока спецификација, со погон на сите 4 тркала и со средно ниво на опременост, затоа што е очигледно дека се сака на клиенти да им се угоди и да им се понуди луксус.
Тоа е едно многу корисно искуство што многумина веројатно ќе ги увери во страната на Сузуки која што претходно не ја познавале или не ја имаат согледано. Тоа е една страна од автомобилизмот која што веројатно малку или ретко се зема предвид кога се купува нов автомобил. Каков ќе биде тој автомобил после 5, 10, 15 години. И за тоа воедно и служи таа статистика која што ја изработува ТУВ во соработка со германскиот Автобилд и која што служи како репер при изборот на нов автомобил, па и на користен, уште повеќе на користен автомобил. Значи, во секој случај, автомобилите не ја задржуваат вредноста подеднакво, значи сите модели не ја задржуваат подеднакво и секако дека не може да се сметаат како нови кога ќе бидат изложени 10, 15, 20 години во експлоатација. Сето тоа остава траги на автомобилите. И затоа и Сузуки освојува симпатии. Колку има свифтови од сите генерации по улиците, тоа покажува и докажува дека од една страна техниката е издржлива, а од друга страна се исплатува одржувањето. Одржувањето е достапно, трошоците не се преголеми. Често пати се продава автомобил затоа што или предстои поправка на некој голем дефект или веќе возилото е во толку лошо состојба што одржувањето понатаму станува прескапо. И затоа ова искуство ќе биде корисно затоа што покажува таа страна на Сузуки и други марки секако. Може да се гледаат во истиот контекст. Напролет има голем новитет и важен новитет на Сузуки. Пристига новата генерација на Swift, за која што Сузуки веќе објави слики и детали. Директорот Љубе Нешовски најави дека цената ќе се движи некаде околу 18.000 евра, веројатно под 18.000 евра, меѓутоа тоа уште не е потврдено, тоа се само гласини. И секако дека е еден од моделите чие што пристигнување се чека, многумина ќе сакаат да го видат. Каков е моделот и како се однесува. Сузуки си обезбеди предност во однос на конкуренцијата затоа што уште рано почна да го вградува благиот хибриден погон и да вложува во него, да стекнува искуства. Исто како и во системите за асистенција. Затоа и Swift е толку омилен модел, трендовски модел, лайфстайл модел. На улица често пати може да се видат верзии со хибриден погон и во високо ниво на опрема. S-Cross во оваа генерација донесе големо освежување во гамата на Сузуки, затоа што во споредба со претходникот, кој што механички во поглед на комфорот, просторноста, издржливоста, беше безпрекорен, против вредноста исто така, меѓутоа го немаше оној стил на SUV. Овој S-Cross го додава и тој елемент и тоа се огледува и во продажбата. Иако е со повисока спецификација во споредба со Витара, постигнува еднаков удел во продажбата. Сузуки лани имаше и огромен раст од преку 40% на европскиот пазар, токму благодарение на тоа што
S-Cross е достапен со благ хибриден погон, значи штетлив е и има ниска емисија, што се цени на европскиот пазар. А ги има и сите системи за асистенција кои што се вградуваат уште од почетокот на сегашната генерација на Swift на Suzuki, а тоа е рачката за контрола на патниот компјутер. Suzuki упорно не ја вградува на волан или на рачката на столбот на управувачот. Меѓутоа, си има своји правила, принципи кои што луѓе што си ја сакаат оваа марка, а ги има, се ги почитуваат. И тоа е малку непрактично. Ето ја и хибридната страна, значи на удолница се наполни батеријата, тоа е мала батерија која што и нема функција и нема замисла да испорачува енергија за електромоторот самостојно да го движи возилото, туку има помошна функција и тоа е мала и едноставна батерија која што е вградена во кабината и меѓу другото е важно поради тоа што е делотворна, меѓутоа малку ја оптоварува цената на возилото. Колку е релаксирачко возењето. Никаков звук да протресе нешто, да затресе, да брашкрепи. Многу е прегледна за возење, значи за разлика од високите SUV автомобили од високите класи. Многу релаксирачки автомобил за возење. И најдоброто е што благиот хибрид се грижи за тоа потрошувачката да остане разумна во разумни граници, а да не мора да се внимава премногу на динамиката на возење, затоа што сето тоа го прави стартер генераторот, односно благиот хибриден погон. Секоја запирање носи енергија која што потоа се искористува за поаѓање на возилото, за забрзување или за одржување на брзината. И сето тоа е многу симпатично направено. Ето го сега полни батерија. Благиот хибриден погон е посебно делотворен во градски услови на возење и тоа го прави умерен, популарен и прифатен.
никому не пречи во автомобилот да има благ хибриден погон. И за секое забрзување има во случајов да испорача енергија